Одбројувањето на американскиот пакет помош од 60 милиарди долари за Украина донесе надежка и луѓето на улиците на Киев додека се подготвуваат за рускиот напад, што се очекува за неколку недели. Многумина беа загрижени дека ја губат поддршката од САД. Тие не сакаа нивните презимиња да се користат од безбедносни причини. Я дуже радий, що нарешті Многу ми е драго што ова прашање конечно е надминато. Конечно, ќе има помош за Украина од САД. Ова носи радост. Мислам дека секој украинец ќе ви каже дека ова беше многу критично прашање. Нормально, що буде більше помощі. Ќе има повеќе помош, повеќе опрема. Ќе победиме побрзо. Побрзо ќе дојде мирот, без војна, без загуби, без тага. Граѓаните велат дека му се благодарни на американскиот народ по неколку неделната тензија што се влоши поради одложувањето на усвојувањето на помошта. Ми дуже довго цього чекали нарешті. Се разбира, има позитивни емоции. Ова го чекавме многу долго. Се разбира, ние сме им благодарни на американците што ни обезбедија оружје. Посакувам да стигне до нашите војници на фронтот што е можно побрзо. Откако пакетот ја мина својата прва пречка во представничкиот дом на САД, украинскиот претседател Володимир Зеленски им се заблагодари на американските законодавци, велејќи дека помошта ќе биде од корист и за Украина и за САД. Ми цінуємо кожен прояв підтримки нашої держави. Го цениме овој знак на поддршка за нашата земја и незината независност и начин на живот, кој Русија се обидува да ги закопа под урнатините. Америка го покажа своето лидерство уште од првите денови на оваа војна. Токму овој тип на лидерство е потребен за да се одржи меѓународен поредок, заснован на правила за сите нации. Воените аналитичари велат дека помошта на САД која вклучува ракети со долг дострел би можела да ја промени играта на бојното поле. Олександар Мусиинко, шеф на Центарот за воени правни студии, вели дека поддршката на САД, вклучително и напредните наведувани проектили со долг дострел, е критична бидејќи Украина има недостиг од оружје и муниција. Російські війська готуються активізувати свій наступ. Руските трупи се подготвуваат да интензивираат својата офанзива на исток, а на украинските војници на вистина им треба дополнително оружје, муниција, проектили за да ја запреме оваа офанзива. Мусиенко и други веруваат дека шансите за украинските сили значително ќе се зголемат доколку се соочат со руската офанзива што се очекува во наредните месеци. Пакетот помош на Вашингтон за Украина главно се состои од заеми, што предизвика интензивна дебата во Украина. Земјата веќе се бори со национален долг кој достигна 145 милиарди долари или 90 милиарди на почетокот на војната. Некои економисти и политичари го покренуваат прашањето за тоа како и кога Украина ќе може да го врати сето тоа. Ова се очајни времиња за Украина, а за многу украинци она што е најважно е дека парите и помошта пристигнуваат сега.